студиото со вас, Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Државниот пазарен инспекторат и Царинската управа спроведуваат координирана акција за проверка на информациите дека македонски компании кои имаат договор за работа во соседството купувале горива со попуст во Македонија, а ги извезувале во регионот. Евентуална потврда на информациите ќе значи големи парични казни, но и можност за одземање на лиценците за работа. Дали гориво со попуст за македонските граѓани завршувало во странство? Ова е главното прашање на кое одговор бараат пазарниот инспекторат и царината. Се спроведува обемна акција за проверка на работењето на големите трговци со нафта и нафтени деривати во земјава. Под лупа на инспекторите се компании кои поседуваат лиценци за трговија на големо, увоз и извоз преку складишто. Велат од пазарна засител. Истрагата треба точно да го утврди патот на горивото, кое се набавува со повластени цени. Се проверува дали одредени трговци го извезувале надвор од државата, горивото купено со попуст од ОКТА, наменет исклучиво за заштита на стандардот на граѓаните, а не за меѓународна трговија. Од инспекторатот вела дека нивните екипи се веќе на терен и ја чешуваат целокупната документација. Се проверува секоја влезна и излезна фактура, за да се види каде завршиле дериватите. Проверките траат и во текот на наредните денови ќе се спроведат и вонредни инспекцијски надзори кај сите големи трговци. Иако веќе постојат индиции за неправилности, од ДПИ ни рекоа дека е рано да се кажат прецизни бројки за периодот или количината на горивото. Повеќе детали најавија кон средината на идната недела. Ако се утврди дека некоја компанија правела вакви злоупотреби, може да и биде одземена лиценцата. Инаку попустот од неголемиот снабдувач од 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот е продолжен до 18 мај. Освен ова, ДДВ-то на бензините останува на 10%, а акцизата е намалена за 2 денари. Кај дизелот пак акцизата е намалена за 4 денари. Нови цени на горивата регулаторната комисија ќе донесе задутре, а премиерот Мицкоски вчера рече дека очекува ново поевтинување. Вкупно со се сите мерки, во моментов 95-ката се точи за 80,5 денари, 98-октанскиот за 82,5 денари, а дизелот се продава за 88,5 денари по литар. Мартин Арсов, Сител телевизија. Големите гужви на граничните премини со Грција за првомајските празници повторно го отворија прашањето за функционалноста на новиот систем за влез и излез од Европската унија. Дел од патниците сведочат дека системот бил суспендиран за време на првомајските гужви, но што ќе се случува во летната сезона. Од српскиот конзулат во Солун информираа дека обезбедиле суспензија за српските туристи од јуни до крајот на август. Но од македонското МНР не добивме одговор дали работат на добивање некакви олеснувања за македонските граѓани. Грција привремено го суспендираше системот ЕС за првомајските празници, тврдат патниците, кои решија за продолжениот викенд да одморат покрај море. Граѓаните велат дека поминале без скенирање и без земање отпечатоци од прстите. Но се уште останува непознато дали Грција ќе го укине новиот систем за македонците во летната сезона. Последно, туристичко-гостителската комора велат дека официјален одговор ќе добијат после 15 мај. Во зависност од одговорите на грчките власти, можни се 2 сценарија. Ако се иземат македонците од новиот европски систем, ќе се избегнат долги чекања на граница во екот на туристичката сезона. Но ако одговорот е негативен, се очекуваат огромни гужви, километарски колони и повеќе часовно чекање на граничните премини, што значително ќе го отежне патувањето кон летувалиштата. Од туристичките агенции очекуваат долгите чекања да бидат причина за граѓаните да летуваат во земја што не е во Европската унија или во Шенген. Значи нема откажување, конкретно да речеме причина гужва на граница. Има кога се организирани поголеми групи, да речеме патување со автобуси и така натаму, може би да овој нов систем на поменување граници да ве предомисли наместо да идете во Грција, да идете во Црна Гора, ако треба да правите некои семинари или некои патување со повеќе патници, затоа што најголем проблем мислам дека ќе бидат автобусите. Грчките власти веќе официјално го суспендираа системот за британците, земајќи го во предвид фактот дека 5 милиони годишно живеат на Егејското море. Денеска доаѓа информацијата дека србите постигнале дипломатски договор и за нив ќе биде суспендиран системот во екот на летната сезона. Отворила су нам могуćност da se na srpske turiste gleda privilegovano i da biće suspendovan entry-exit sistem u periodu od 1. juna do 30. avgusta. Ali evo i prvomajski praznici
praznici su to pokazali, ušlo je preko 100 naših autobusa i automobila gde je bio suspendovan ES sistem. Владата во Атина веќе соопшти дека ќе ги користи сите расположливи алатки од европската регулатива за да се справи со притисокот на границите. Во истиот контекст, Грција ќе оценува состојбата на поединечните гранични пунктови за влез и излез и ќе преземе соодветната мерка, предвидена од горе наведената регулатива со цел од една страна да се обслужува зголемениот број патници, а од друга да сме усогласени со правилата и барањата на регулативата. Тител побара одговори од МНР дали нашите власти прават напори за македонските државјани да бидат изземени од системот за летната сезона, но одговор не добивме. Габриела Лескова, Сител телевизија. СДСМ обвинува дека Мицковски подготвувал алиби за сопствениот неуспех во реализација на реформската агенда со обвинувања за блокада од опозицијата. Од власта пак тврдат дека СДСМ е партијата која се служи со лаги. И додека партиите меѓусебно се обвинуваат, Македонија има реална можност да ги загуби средствата од Брисел доколку не го реализира планираното во реформската агенда. Мицковски подготвува алиби за сопствениот неуспех во ЕУ агендата во јуни, со тоа што ја обвинува СДСМ дека го блокира изборниот законник, тврдат денеска од опозицијската партија. Оттаму велат дека власта има доволно мнозинство во парламентот сама да ги донесе потребните законски измени што ги бара Брисел. Реакцијата доаѓа откако вчера премиерот објави дека до јуни ќе се исполни најголем дел од реформската агенда, но не изборниот законник, поради тоа што СДСМ повеќе не учествува во работната група во Министерството за правда. Вистината е едноставна. ВМРО ОКГ има апсолутно мнозинство во собранието и може самостојно да донесува закони. Сега вели консензус. Требаше консензус за техничката влада, па на сила и шверцерски ја изгласа без никаков консензус. Како што без консензус и без поддршка на СДСМ ја укинаа техничката влада, така можат да го донесат и изборниот законник. Не им треба СДСМ за закони, им треба изговор за сопствениот неуспех. Од ВМРО ДПМН пак возвраќаат дека со лаги за реформската агенда се служи токму опозицијата. СДС се представуваат како проевропска опција, а се што ќе кажат постојано е демантирано од европски институции или од европратеници. Проевропска опција е етикета која СДС и Венко Филипче сами си ја налепуваат само за да даваат лажни оправдувања за сите национални предавства кои ги направија додека беа на власт. Ваков е проевропски социјалдемократскиот сојуз. Се служи со лаги, манипулации и спинување на изјави на европратеници и ги омаловажува националните херои. Опозицијската СДСМ во средата не се појави на состанокот во Министерството за правда за изборниот законник. Од СДСМ објавија дека излегуваат оттаму поради укинувањето на техничката влада. Од друга страна од Министерството велат дека нема допис од СДСМ за напуштање на групата и дека таа продолжува со работа. Следниот состанок е закажан за 11 мај. Формално изборниот законник се носи со обично мнозинство, сепак според собранискиот деловник тој е еден од 5 закони за кои не важи забраната за филибастеринг и може да биде блокиран со амандмани бесконечна дебата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Дали исламската група Аша Палјамин навистина стои зад пожарот врз еврејската синагога во Скопје. Групата ден по пожарот во објава на социјалните мрежи ја презеде одговорноста, а Агенцијата за национална безбедност вчера потврди дека приведените се поврзани со исламска држава. Безбедносните експерти пак тврдат дека е јасно и целта на групата им било да предизвика страв во јавноста. Пожарот во синагогата во Скопје немал за цел да одземе човечки животи, туку да предизвика страв и чувство на недоверба во институциите. Ова е ставот на безбедносните експерти откако Агенцијата за национална безбедност откри дека лицата кои го подметнаа пожарот во дворот на еврејската заедница биле поврзани со терористичка организација. Според универзитетскиот професор Злате Димовски, инцидентот во синагогата не е изолиран чин, туку стратешки избран момент за дејствување. Самата терористичка организација имала одредени намери. Во долг временски период очигледно дека правела една обсервација, забележувала каде се движат, како се движат одредени лица
и секако дека го одбираат најпогодниот момент кога ќе треба да настапат, а тоа е практично овој момент сега, и очигледно дека синагогата им била таргет. Одговорноста за пожарот ден по инцидентот ја презеде терористичката група Ашап ал Јамин, која со видео ја таргетира синагогата, а потоа го прикажува и пожарот. Во објавата се наведува дека организацијата претходно извршила напади во Минхен и Лондон, каде мета бил еврејски имот. Првиот човек на еврејската зедница во земјава не е изненаден што сторителите се поврзани со терористичка организација. Очекувал напад бидејќи претходно исламската држава испратила повик за палење на синагоги. Имаше проглас од исламската држава дека за Великден се повикуваат сите муслимански подржаватели, сите оние што го мразат Израел, сите тие што се антисемити, да ги палат христијанските храмови и синагоги. И навистина тоа се стори во Скопје. За пожарот во синагогата, кој беше подметнат на 12 април, осомничени се двајца скопјани кои ќе одговараат за тероризам. Според АНБ, тие се дел од радикална група поврзана со глобалната мрежа на исламска држава. Зоран Јаневски, Сител телевизија.